Извинете, кратка анкета, дали може? Да, повелете. Таравари излезе од владата и директно се упати во Тирана кај Еди Рама. Видете, јас сум човек кој многу добро ги анализира работите и сега ќе ви ги објаснам. Во моментов единствена опозиција во Македонија се албанците, пошто СДСМ повише се у Дубај него овде. И сега според мои информации на локалните избори, Дуи и Таравари ќе остварат голема победа. Вреди може ќе го освои Тетово и толку. Пошто под притисок на странците, Мицковски ќе биде принуден да направи реконструкција на владата, пошто Вреди ќе го изгуби легитимитетот. И сега Мицковски ќе го повика Али Ахмети, а Али Ахмети, за да прифати да влезе во новата влада, ќе прифати под еден услов, а тоа е да влезат бугарите во уставот. Сега потоа ќе следи или владина криза, или бугарите ќе станат дел од уставот. Вие гледате на графче, на звезди, на што? Па дечко, ја гледам другите што не го гледат и затоа ви сугерирам да ме викнете во само вистина. Славевски за гувернер, како ви се допаѓа предлогот на претседателката? Па човеков има богата кариера, мислам, ја среди Данела, го среди Градов, беше министар, беше профа и само уште ова му остана. И мислам дека ние треба да го поддржиме во ова, колку да му пројде меракот, нели? После да го испратиме у пензија. Членовите на управните одбори на неколку институции од културата се разрешени затоа што им завршил мандатот, рече министерот Љутков. Кај ВМРО ДПМН нема трте мрте. Ти заврши мандатот и добиваш метла. Сега доаѓаат нови луѓе со дигнитет и слух. Најважно е да имаш добар слух. Кој слуша нема да биде шуша. Прилепски, функционер од владеачката партија, со дозвола за реконструкција на покрив кренал цел спрат на деловен објект во центарот на градот. Дечко, шо кажа Мицковски? Нека си кажат надлежните, а и не гледам ништо шо е спорно тука. Човекот ќе го реконструира кровот, ама предходно ќе се направи спрат. Значи ќе ги мавне тие салонитките и ќе стаи на нивно место или керамиди или лим. Да, ама спрат не смее да се крева, така? Бе, дечко, па ќе се расправаме сега за еден спрат ли бе? Па вие од љубомора го правите тоа, па цел Прилеп ќе се радува на таа убавина бе. Два објекти без документација и план никнале на државно земјиште во општина Чаир. Па тоа е љубов на инвеститорите кон државата. Не ве разбирам. Ама шо не ме разбира? Значи инвеститорите констатирале дека таму на тоа државно земјиште со години не се гради ништо, не е урбанизирано. И им паднало криво и почнале да градат. Си рекле, ајде да направиме нешто убаво за Македонија. Некој тоа го гледа како дивоградба, ја тоа го гледам како љубов на инвеститорите кон државното земјиште. Со тоа ја сакат и државата. Значи, само така, напред Чаирчани, така се сака Македонија. А на инсистирање на анкетираната од предходно се вклучуваме повторно. Таа сака да ни раскаже еден виц. Повелете. Мора и дечко да ти кажем да виц. Значи си биле две комшики и едната и вика на другата. Ти знаеш ли дека умрела Динка? И оваа втората си мисли, па ние немаме комшика што се вика Динка. Нели се викаше жива Динка? Сега е само Динка и вика другата. Кажете вие, господине, што мислите за британските пари? Многу сум задоволен, бе. Абе, фунти ќе влезат во Македонија. Што има лошо во тоа? Ја не го разбирам нашиот народ. Стварно не ми е јасно. Земавме унгарски кредит, така беше? Зошто сме земале унгарски кредит? Орбан бил путинист. Сега зимаме британски пари. Зошто зимаме пари од британците? Од кога да земаме пари ние? Од кого? Од неврзаните? Па не постојат више неврзаните. Така ли е? И уште оговаранци слушам, па нешто анализи, ова, везе нема. Британците вика ќе ни опнат јаки камати. Па ќе инсистираат британски фирми да градат. Па нека градат, гледаш дека ние сме неспособни сами. Ај тоа, па ќе ни донеле мигранти. Бла, глупости. Ама добро, господине, факт е дека премногу се задолживме. Америка не е задолжена, Америка е презадолжена. Знаеш за тоа? Па пак е сила, светска сила е.
Абе, ќе влезат 2, 3, 4, 5, 6 милиарди, колку и да се, ќе градиме болници, коридори, патишта, универзитети, оди напред бе Македонија. Ама се зборува дека сето тоа ќе го градат ВМРО-вски фирми. Се збори ова, се збори ова, ми само говоранци. Леш перана народна бе. Абе човек, ние доживуваме демографска катастрофа. Секој ден луѓето си одат, така? Пари ќе има, градежна оператива ќе нема. Ако дојдат тие мигрантите, и нив ќе ги натераме да работат на проектите. Озбилно ти кажу, па нема кој да работи. И сега ВМРО-вски фирми ќе работеле. Па добро, ни ќе си конкурираат на тендер, ќе си добијат и ќе си работат. Па зашо да не? Па да. А, господине, белгискиот министер за внатрешни работи Бернар Квентин се отвори и рече Брисел е во катастрофална состојба. Улиците се валкани, ескалира криминалот, Брисел е на раб од банкрот. И има лек за Брисел. Подитно да си го земат Тошковски, подитно да си ја земат Данела и ќе се опре и Брисел. Ја би им го пратил и Трајко Славески, значи врвен економист. И он ќе ги среди. Све ќе биде окей. Ама мислам дека он нема да прифати, пошто сега ќе биде гувернер. Иначе ова меѓу нас, не снима више. Ова меѓу нас, наводно, седел Мицковски заедно со Гордана. И сега Гордана председателката му вика Трајко ќе биде. Не, Зоки Ставрески вика ја сакам да биде. Оној со чоколадите, муабитите ти текнува. Она не, Трајко ќе биде. Зоки, Трајко, она на крај се испокарале. Трајко нека ти биде ори. Добро, готово све. Сега више не прават муабит. Меѓу нас ова. Готово.